Во неделното интервју на Радио Слободна Европа разговараме со Неда Здравева, професорка на Правниот факултет на УКИМ и председателка на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Господјо Здравева, трагедијата во Кучани отвори многу болни точки, истрагата е во тек, но јавноста пред се семејствата на страданите, го слушнавме и новиот веде градоначалник на Кучани, изразуваат сомневање и бараат истрагата да не биде селективна. И опозицијата обвинуваат дека не се апсат приведуваат актуелни функционери. Постои ли селективност во постапката на обвинителството и полицијата? Генерално ние се соочуваме во изминатите години, децении, би рекла, за селективна правда. Така што не зачудуваат и перцепциите на јавноста дека селективно се водат истраги, селективно се покренуваат обвиненија, селективно се суди, се избира кому ќе се суди, селективно се определуваат висините на казните кога станува збор за кривичните постапки. Хелсиншкиот комитет за човековите права најави уште веднаш после трагедијата дека активно ќе ги следи сите случувања, ги собираме податоците за тоа како се води истрагата, колку лица се приведени, колку лица се вклучени во истрагата. Во овој момент не можам да ви потврдам, бидејќи станува збор сепак за истрага која што е во тек, дека се оценува некаква особена селективност, меѓутоа да, забележително е дека фокусот е ставен повеќе на изминатите носителите на јавни функции во изминатиот период, некако се смета дека, или се уште барем немаме податоци за тоа, како се води истрагата против носителите на соодветни функции во јавниот сектор од изминатата година, десетина месеци. Продолжуваме да го следиме овој процес и секако ќе ја известиме јавноста, но и ќе алармираме доколку ваквата тенденција на невклучување или непостапување против сегашни функционери продолжи. Веднаш по пожарот во Кучани веќе имаме 61 жртва, граѓаните излегоа и изразија многу револт и гнев за причините за несреќата. Протестите продолжуваат и во Кучани, на семејствата, но и во Скопје. Меѓутоа, учесниците на овие протести се најдоа под напад на социјални мрежи, на медиуми блиски до власта. Како тоа го гледате? Не е прв пат луѓето кои што излегуваат со барања за системски промени, бидејќи од она што го следиме, иницијативите кои што се појавија во Скопје барем се иницијативи кои бараат системски промени, кои не бараат решенија денес за утре, не бараат правичност во конкретни случаи, туку бараат правда која што генерално ќе се однесува, или систем кој што ќе овозможи праведно општество за сите да бидат предмет на напади. Ова е тенденција која што ние исто така, за жал, ја имаме со години, со јавно линчување на неистомислениците на определена политичка опција. При што оваа ситуација, знаете, многу интересна. Вие имате една група на луѓе кои протестираат, брајќи го она за кое што владата се залага. Протестите се насочени против системот воопшто и против сите чинители во системот и бараат еден степен на одговорност и будност во општеството, нешто што барем декларативно го бараат и носителите на извршната власт и истовремено од медиуми кои што се блиски на политичките опции на власта или поединци во тие медиуми се жестоко напаѓани. Зошто кога никој не бара смена на власт, овие протести, ниту избори, ниту очекуваат дека тоа би променило нешто, а сепак се мета на напади? Заради тоа што, знаете, ако
го префрлам на некаков во поширок општествен контекст заради тоа што властите по правило кај нас се научени дека граѓаните молчат. Дури и кога се избори дека молчат, дека излегуваат на оние партиски митинзи во предизборните периоди да аплаудираат и да викаат да така е, а не и да бараат на вистина одговорност во работењето. Од тука претпоставувам дека е прилично нелагодна позицијата кога вие на вистина треба да го сработите она што сте ветиле дека ќе го сработите и некој будно гледа дали и како тоа го правите. Не се нашите власти генерално научени на отчетност и на одговорност. Во некоја демократска поразвиена држава би следувала нека морална политичка одговорност за овој случај. Тоа не е случај кај нас. Да, освен што конкретно за овој случај градоначалникот поднесе оставка колку 24-48 часа по настанот или нешто повеќе. Ден потоа. Ден не се појави во јавност. Потоа не се појави кај своите граѓани. Јас верувам дека тој лично бил сериозно погоден заради тоа што Кучани е мал град и практично нема семејство кое што не е засегнато со трагедијата, но кога сте се нафатиле да носите едно бреме на таква функција, тогаш сте се нафатиле и во најдобрите и во најтешките моменти. Кај нас прашањето на некаква знаете, кај нас е прашање на правната одговорност. Правната одговорност се доведува во прашање на начинот на кој што функционираат институциите кои го спроведуваат правото. За морална, етичка, политичка одговорност тоа се некои работи кои за жал во овие повеќе од 30 години начално демократски систем или на хартија демократски систем, па воопшто не успеавме да ги изградиме. Како професорка на правниот факултет, бевте и на оној собир на платото на УКИМ, кога неочекувано се појави и говореше министерката за образование. Тоа внеси еден раздор меѓу студентите. Има ли бунт кај студентите или тие се замолчани? Искрено ќе ви кажам дека пострашна слика од таа слика аулите на факултетите и платото на факултетот со толку многу млади луѓе во црнина, јас немам видено на универзитетот, нити некогаш во нашава средина, иако сме имале ние страшни и трагични настани. Не беа само студенти, беа и, ако можев да забележам, и средношколци, беа и нивни родители. Ние мораме да се навикнеме на фактот дека промените доаѓаат од младите луѓе. Дека мојата генерација, некоја генерација пред мене, некоја генерација по мене, ние, народски кажано, го отпеавме своето и, за жал, не се истакнавме. И на овие деца не им оставивме ништо подобро од она што ние го имавме, а тоа требаше да го направиме. И тука ја имаме таа одговорност. Од тука ја имаме одговорноста да им овозможиме се што им е потребно, нивната бунтовност, нивната потреба за промени, начинот на кој што тие сакаат да го видат ова општество, да може да го искомуницираат. Без директна вклученост на партиското, бидејќи станува збор сепак за политички прашања за кои што тие дискутираат, сватено во најширок поим. На партиите тука не има место да активно да се вклучат во процесот, освен да слушаат и да купуваат памет народски што би се рекло. Дали е стишан бунтот? Да, би кажала, заради тоа што после тој понеделник имаше неколку обиди за некакви собирања кои завршија така,
би рекла несреќно. Огромна е недовербата во системот. Правосудството е дел од тоа, како граѓанска организација која го мониторира со децении, да речам, судството. Сметате ли дека во моментот се реформира? Па, ние сме во вечни реформи. Ако константа е кај нас, знаете, се менува, константно е дека се реформираме. Постојат иницијативи и работни групи кои што работат во моментот да предложат законски измени кои ќе овозможат ефективност, ефикасност и отчетност во судството, особено одговорност, би рекла во судството. И сметам дека се додека некакви тесни партиски повторно интереси не се внешаат во текстот од моментот кога ќе излезе од работната група до моментот додека се објави во службен весник, шансите за успех се големи. Но прашањето е дали овие парцијални реформи кои што се прават е всушност реформа на целокупниот систем. Правосудството или судската власт е една од трите власти, заедно со законодавната и со извршната власт. Помеѓу нив нема ниту надреденост, ниту подреденост над едната и над другата. Но она што кај нас константно се случува е дека извршната власт се смета всушност за власт. Се ова друго е помалку важно. За функционирање на системот, она што е потребно е секоја од овие власти точно да знае каде е местото и што може, што смее да направи. Кои се практично последиците кога судството не се менува во секојдневниот живот, конкретно во економијата? Да, убаво што го поставивте овој дел од прашањето во економијата, заради тоа што ние сме научени правосудството да го гледаме најчесто за кривичната правда. Дали соодветно и е осудено лице за вакво кривично дело или за онакво кривично дело. Огромен дел од функционирањето на правосудниот систем се однесува токму на деловниот свет и на деловните трансакции. Селективноста на правдата во овој дел значи дека нечии бизнис ќе пропадне за сметка на туѓ бизнис. Тоа значи дека ќе пропаднат XYZ работни места, дека ќе се зголеми бројот на невработени, дека некој со недоверливост во правосудството или заради таа недоверливост нема да го прошири својот бизнис. Но она што е карактеристично исто така, за кое што ние забораваме, особено важната функција не само на судскиот систем, кој што на анкетите има ниска доверба, исто така ниска доверба имаат и владата и собранието, можеби нешто ситно повисока од собранието. Улогата на извршната власт во помагање меѓу другото или во функционирање на бизнисот. Утринава прочитав дека министерот за економија, кога спомнавме економијата, направил многу голема работа, или барем од нас се очекува да веруваме дека е тоа многу голема работа, дека формирал комисија која што ќе утврди кој од вработените не одел на работа, а земал плата. И дека колешките на тие вработени ги поминувале со службените картички. И вие имате министерство во кое што министерот кажува дека XYZ луѓе не оделе на работа, за тоа земале плата, значи немале никаков проблем со тоа да го оштетуваат буџетот, односно граѓаните на оваа држава кои плаќаат даноци, дека министерот од кога е на функција не направил ништо тоа да го спречи, па се одеднаш направил голема работа со тоа што формирал комисија и дополнително вие имате едно очекување дека луѓето кои што се занимаваат со бизнис ќе имаат доверба во вработените во Министерство за економија, дека при оценувањето на нивното барање за лиценца за ова или лиценца за она ќе постапуваат подеднакво во два предмети. Како е да се бори за човекови права денеска во овој миг? Мачно и предизвикувачки, ја инспирира тврдоглавост.
така да кажам. Борбата за човекови права никогаш не е едноставна и никогаш не е поголема од некои претходни времиња. Прашањето е за кои права ќе се борите. Во напредни општества се борите за поновите генерации на права кои што така овозможуваат полагоден живот тамо каде што демократијата назадува или е декларативна, се борите за некакви основни базични права, право на постоење и да се биде препознаен од законодавството, право да не бидете претепана заради тоа што сте жена, да ви биде загрозен животот, право на образование, право да не бидете, вашето дете да не биде одвоено од другите деца заради тоа што вие припаѓате на една друга етничка група од мнозинството и слично. Да се борите за човековите права е, знаете, понекогаш сериозна борба со ветерници, заради тоа што таа борба никогаш не запира, но неверојатно е добро чувството кога ќе се изборите за тоа дека судот да препознае дека државата направила дискриминација при, не знам, уписот на децата роми во училиштата, дека на некое лице заради тоа што има од ЛГБТ заедницата му сеускратени одредени права како на работник или на работничка, дека некое лице кое што било предмет на полициска бруталност успеало да истрае во битката за одговорност на тој полициски службеник. И секогаш кога макар за 1% ќе се намали говорот на омраза во општеството и оваа средина ќе стане помалку токсична, е успех. Секогаш кога макар малку ќе се зголеми, го чувствувате како пораз. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам. Тоа беше интервјуто со Неда Здравева, професорка на правниот факултет на УКИМ и председателка на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Благодарам на вниманието и до гледање.